Евангелие според Јован, 7 поглавје. Потоа Исус сакаше да оди низ Галилеја, зашто не сакаше да оди преку Јудеја, бидејќи јудејците сакаа да го убијат. А наближуваше јудејскиот празник Сеници. Затоа неговите браќа му рекоа: замини од тука и појди во Јудеја, така ќе можат и твоите ученици да ги видат делата што ги правиш. Зашто оној што сака да се објави, не дејствува тајно. Штом ги правиш овие дела, објави му се на светот. Зашто и неговите браќа не веруваа во него. А Исус им рече: моето време уште не дошло, а вашето време е секојаш погодно. Свет од вас не може да ве мрази, а мене ме мрази, зашто јас сведочам за него дека делата му се лоши. Вие излезете на празникот, јас се уште нема да излезам на празникот, зашто моето време уште не се исполнило. Тоа им го рече и остана во Галилеја. А кога неговите браќа отидоа на празникот, тогаш и тој отиде, ама не јавно, туку скришно. А јудејците го бараа на празникот и се прашуваа: каде е оној? И меѓу народот многу се говореше за него. Едни велеа: добар човек е, други велеа: не е добар, туку го заведува народот. Меѓутоа, никој не зборуваше отворено за него поради стравот од јудејците. А кога празникот привршуваше, Исус отиде во храмот и почна да поучува. Затоа јудејците се чудеа и велеа: како ги познава овој писмата кога не ги изучувал? А Исус во одговор им рече: моето учење не е мое, туку на оној кој ме прати. Ако некој сака да ја исполнува неговата волја, ќе знае дали е ова учење од Бог или јас зборувам сам од себе. Кој зборува сам од себе ја бара својата слава. А кој ја бара славата на оној кој го прати, тој е вистинит и во него нема неправда. Зар Мојсей не ви даде закон? Но ниеден од вас не го исполнува законот. А ете, вие барате да ме убиете. Мноштвото одговори: во тебе има демон, кој бара да те убие. Исус им одговори и рече: едно дело направив и сите се чудите. Мојсей ви даде обрежување, не дека е од Мојсей, туку од татковците, и во саботен ден го обрежувате човекот. Ако човек се обрежува во саботен ден, за да не се наруши Мојсеевиот закон, зошто се гневите на мене, што исцелив цел човек во саботен ден? Не судете по лице, туку судете со праведен суд. Тогаш некој кој беа од Ерусалим рекоа: зар не е тоа човекот кого го бараат да го убијат? Ете, тој отворено зборува и ништо не му велат, да не дошле до сознание и старешините дека тој е Христос? Овој го знаеме од каде е, а кога ќе дојде Христос, никој нема да знае од каде е. И кога Исус поучуваше во храмот, извика гласно и рече: и мене ме познавате и знаете од каде сум. Не дојдов само од себе, туку вистините оној кој ме прати, кого вие не го познавате. А јас го познавам, бидејќи сум од него и тој ме прати. Тогаш сакаа да го фатат, но никој не стави рака врз него, зашто уште не беше дојден неговиот час. Меѓутоа, мнозина од народот поверуваа во него и велеа: кога Христос ќе дојде, зар ќе направи поголеми знаци од тие што ги направи тој? А кога фарисеите слушнаа дека народот така зборува за него, главните свештеници и фарисеите одлучија да ги испратат служителите за да го фатат. А Исус им рече: уште малку време сум со вас, а потоа ќе отидам кај оној кој ме прати. Ќе ме барате и нема да ме најдете, и каде сум јас, вие не можете да дојдете. Јудејците се рекоа меѓу себе: каде ли ќе оде овој? Та да не можеме да го најдеме, да не сака да замине меѓу расеаните елини и да ги поучува елините? Што значат овие зборови што ги рече: ќе ме барате и нема да ме најдете, и каде сум јас, вие не можете да дојдете? А во последниот ден, големиот празничен ден, Исус застана и го подигна својот глас и рече: кој е жеден, нека дојде кај мене да пие.
И кој верува во мене, како што пишува во писмото, од неговата утроба ќе потечат реки од жива вода. А ова го рече за духот што ќе го примат тие што ќе веруваат во него. А духот не беше дојден, зашто Исус се уште не беше прославен. А некој од мноштвото, кога ги слушнаа овие зборови, рекоа: ово е навистина пророкот. Други велеа: тој е Христос, а некои други се прашуваа: зар Христос ќе дојде од Галилеја? Зар писмото не вели дека Христос ќе дојде од потомството на Давид и од градчето Витлеем, од каде што беше Давид? И така се подели народот поради него. А некои од нив сакаа да го фатат, но никој не стави раце врз него. Потоа дојдоа служителите кај главните свештеници и фарисеите и им рекоа: зошто не го доведовте? Служителите им одговорија: никој досега не зборувал така како што зборува овој човек. А фарисеите им одговорија: и вие ли се заведовте? Дали некој поверувал во него од водачите на народот или од фарисеите? Но овој непросветен народ што не го познава законот е проклет. А Никодим, кој беше еден од нивните, оној истиот, кој пред тоа ноќе беше отишол кај Исус, им рече: дали нашиот закон осудува некој човек ако прво не биде сослушан и не дознае што прави? Тие му одговори и рекоа: дали си ти од Галилеја? Испитај во писмото и види дека пророк од Галилеја не доаѓа. И секој се отиде во својот дом.